Благодаря, председателя. Почитувам председателя, почитувани колеги пратеници. Ова е еден од редките закони во кои што не се врши осогласување во врска со Законот за општа управна постапка, туку се врши една допуна на Законот за определување на имењата на улиците, плоштадите, мостовите и другите инфраструктурни објекти, бидејќи по одредено истражување е откриено дека огромен број на фирми, постојани, поготово стамбени згради и така натаму, заеднички стамбени згради, заедничко домување, не само на подрачјето на град Скопје, туку низ целата република, се уште ги имаат ознаките без број или ББ, со што се прави проблем не само за Македонска пошта, која што беше исто така еден од иницијаторите за измен на овој закон, туку се злоупотребуваат од одредени луѓе овие ознаки ББ. За таа цел се врши измена и дополнување на законот со додавање на нов член на се додава нов став 3 во членот 17, кој гласи: се забранува номерирање на објекти со букви ББ. Исто така се додава и нов член 36, кој покрај постојниот текст на законот кој што ги пропишува паричните казни, пропишува и нова казна која што се однесува на општините кои што нема и на градот Скопје, кои што нема да постапуваат според измените на новиот закон, значи се воведува глоба од 500 евра во денарска противвредност. И на крајот се задолжуваат општините и градот Скопје во рок од 6 месеци по влегување во сила на овој закон да ги заменат со нови таблички сите оние објекти кои што досега биле означени со без број или ББ, или пак да се стават нови таблички онаму каде што тоа воопшто досега го немало. Како член на Комисијата за транспорт, врски и екологија, на самата комисија при изгласувањето на овој предложувањето на овој закон на собранието да го изгласа во прва фаза на читање, имаше одредена дискусија од колегите од опозицијата, каде што рокот на кој што им се дава на општините од 6 месеци за усогласување со овој закон беше кажено дека е можеби прекраток. Ние како владеечко мнозинство и представникот на Министерството за транспорт и врски начелно се согласивме дека после изгласувањето на овој закон, кој ќе дојде во втора фаза, по реакција на ЗЕЛС или на поединечни општини, бидејќи имплементацијата на овој закон ќе значи фискална ќе значи одредени фискални дополнителни трошоци на општините, доколку сметаат дека рокот од 6 месеци за имплементацијата на истиот закон е краток, тогаш можеме со амандман да се договориме во втора фаза да го пролонгираме рокот на уште 6 месеци. Законот кој што измените на законот кој што сега ги носиме се исто така доста важни и за еден следен проект кој што следува во наредниот период, тоа е оној сателитски катастар, популарно наречен меѓу народот, каде што не е можно да се спроведе во целост доколку секој објект нема точно одредена бројка, нели, улица и број. И затоа можеби е добро сега како закон да го донесеме уште сега, за да понатаму немаме одредени проблеми. Исто така, јас само ќе сакам да им кажам на ова е како еден апел до градоначалниците и советите на општините, дека можеби разгледувањето и осогласувањето на овој закон нека им послужи како можност по повод 20 години од одбележувањето на независноста на Република Македонија, конечно да размислат околу имењата на одредени улици кои што ние како нови генерации, лицата носители на тие улици воопшто не ги познаваме. Ние имаме нова држава, современа нова Македонија и мислиме дека голем број на јунаци кои што се бореле и заложувале за оваа држава ги нема никаде, а имаме имење на улици на луѓе кои што немаат никаква врска со нашата држава.